Класичен судир на интереси и тргување со влијание. Вака експертите го коментираат работењето на Путско Петрол, компанијата која важи за речиси ексклузивен доставувач на нафта за државата. Председателката на Transparency International Сладјана Тасева вели дека институциите мора сериозно да го прочешлаат работењето на нафтената компанија, но и начините на кои таа ги добива тендерите. Најчесто судирот на интереси го гледаме во постапките за јавни набавки. И ние постојано зборуваме дека за време на избори, кој ќе обезбеди поддршка и ќе добие на изборите, може да смета на тоа дека понатаму ќе има добар бизнис, односно ќе може да работи со тендери. И тоа правило ниту еднаш не било непотврдено. Кој и да дојде на власт, секогаш истото се случува. И на ниво на општини, на ниво на институции, и на ниво на повисоко ниво во политиката, поготово кога зборуваме сега за енергијата. Со Путско Петрол раководи Асмир Јаховски. Татко му Исмаил Јаховски влезе во собранието преку изборната листа на ДУИ, откако претходно во 5 мандати беше градоначалник на Пласница. Сега со општината раководи неговиот брат Алија Јаховски. Експертите велат дека ако институциите работеа како што треба, спорните тендери ќе се проверува и кога ќе се открие неправилности ќе се поништуваа. Тоа е препознаено како проблем, меѓутоа се уште недостасува доволна реакција, недостасува поништување на тендер во случај на судир на интереси, например, или одредена санкција и за физичкото и за правното лице кое што постапувало во ситуација на судир на интереси, затоа што сите оние изречени предупредувања, опомени или парични казни се премногу мали за да може да го спречат ваквото однесување. Тие прашања и тие проблеми треба граѓаните и да ги пројавуваат, а институциите мора да ги имаат во предвид и да ги санкционираат. Другите институции засега молчат. Единствено од антикорупцијската комисија за Алфа потврдија дека веќе ги испитуваат семејно бизнис политичките врски на Путско Петрол. Компанијата само во последните 3 месеци добила тендери тешки над 7,4 милиони евра, а од почетокот на годинава државата му исплатила нешто повеќе од 800 фактури.